Емисијата Спортодром повторно се враќа во вашите домови. Спортската сезона 2020-2021 заврши, меѓутоа ние уште од сега, како спортска редакција, стартуваме со оно што се вика спортски информации, рекапитулари и така натаму и така натаму. А со што прво би почнале, ако не со она што на некој начин ја испиша историјата во градот. По 18 години Кавадарци повторно доби фудбалски прволигаш. Денеска на репертоарот ни е господинот Миле Масларков. Јас ке речам, многумина го оспорува, го критикува, што бара човек од ракометот во фудбалот, меѓутоа Масларков со делата покажа што бара тој во фудбалот. Оно што не им успеа на фудбалските стручњаци, Масларков го преточи од зборови на дело и го внесе тиквеш во првата лига. Масларков, проспиени ноки, дали може да се навратиме на оно што се случуваше во текот на минатата сезона? Право да се заблагодарам на поканата на емисијата, па да ви кажам, 3 години во клубот како председател, да го вратиме клубот, идејата на градоначалникот и моја беше клубот постепено да се врати на тоа ниво каде што заслужува, бидејќи Тиквеш најме е бренд, бил бренд и ќе биде бренд. Овие 3 години макотрпна работа, постепено работевме, градевме, се спремавме и на крајот успеавме. Првата година ни беше малку потешка, бидејќи клубот беше, знаеме во каква ситуација, со враќање на долгови, со стабилизирање, со градење, со правење екипа и дојдовме до тој бараж. Бараж со Силекс кој го изгубивме. Втората година прекина првенство поради пандемијата, бевме трети на табелата, не успеавме. И оваа година влеговме со исти амбиции, со амбиции да се врати клубот. Не успеавме директно да го вратиме, но преку тој бараж со истата екипа што пред 2 години го изгубивме тој бараж, се спремавме да ви кажам 6 месеци за баражот, бидејќи имавме бодовна разлика која заостанувавме. Работевме, ја надградувавме екипата во зимскиот природен рок и спремање, анализирање и на крајот се покажа дека правилно сме работели и правилно сме постапили, бидејќи го добивме баражот и Тикве се врати на старите патеки во првата лига. Миле, тие што не те познават, не знаат колку си сентиментален, колку се приврзуваш кон клубот за кој што настапуваш. Ако некој можеби се прашува дали е тоа така или не, само нека погледна на онаа слика од баражниот преварот на крајот од утакмицата кога буквално клекна на теренот на градскиот стадион во Скопје со кренати раце, како што да сакаш едноставно да ја пратиш по раката, успеа. Да. Па гледај, тоа сето е емоции, возбуда. Си го чекал, си бил на, не знам како да кажам, таа возбуда не се опишува. Кога заврши утакмицата, не се контролираат емоциите, мислите, идеите што ти идат. Ја ни памтам дека сум клекнал, ме фатиле, гледам камерите, снимките, после кога видов, ми се врати филмот. Но, пак ќе кажам, да ти кажам, после 4 години така сум осеќал убавини во мене, така сум бил весел, така сум бил горд, што не можам да го опишам. И каменото цртото падна. Да, 30 кило од мене падна тежина, да ти кажам. Бев со една вреќа, да, со вреќа на мене 3 години, се борев и во тие 3 години сигурно некои ќе те поддржаваат, ќе те аплодираат, некои ќе те напаѓаат. Нормално е тоа, бидејќи ти си председател, ти си видна личност. Ти си прв човек. Да, прв човек. Нема кој да го напаѓа, тебе ќе те напаѓа. Но јас се заблагодарувам, да ти кажам, и на сите што ме поддржуваат. И сите што ме напаѓа, што ме плука, што ме оцрнува, јас сите ги сакам како едно. Немам замерки за никој, но тоа ме охрабрува, ми дава повеќе емоции, повеќе желба, повеќе адреналин и поголема работа.
таа работа на крајот покажа дека мојот управен одбор, стручен штаб и фудбалерите правилно сме работеле и сето тоа се вроди со плод. Ете, ние успеавме да се вратиме. Велат дека треба делата да зборуваат, а не зборовите, нели? Миле Масларко го внесе тиквеш во првата лига. Миле Масларко и фудбалерите нормално. Цел град, навивачите, сите. Под своја команда се направи стадионот. Исто така се прават трибините. Слушам нешто и осветлување, рефлектори и такви работи. Столчињата лека полека ќе се местат. Се работи на сето тоа. Трибините сега и ова другата е при крај. Столчињата се спремаат, подлогите да се местат. Рефлекторите, тоа е трета фаза, проектно, тоа е башка проект кој е доставен до агенцијата, кој што ја мислам дека ќе биде одобрен и тој проект, но прво треба ова да се заврши, па да се почне тоа. Сега имаме да правиме корекции во собликувалните, па ќе се коригирали старата собликувална. Да. Тоа е планот, бидејќи треба мали корекции да се направат таму за да ги исполнуваме условите. Сега треба да бидеме во оваа недела че има состанок во општината, па ќе се дадат упатствата како и што натаму ќе се прави. До кога очекуваш трибината да биде готова? Она буквално готова, скроз покриена се. Тоа никој не знае, ни ние знаеме, нити тие што го изведуваат. Се работите, трибината се поставија скалите, се поставија кровната конструкција треба се покрие сал и сега оној долниот дел пред она што е собликувалното, што не се руши, оставивме. Планираме нешто да се направи таму. Напред треба да се направат уште две скалила, ја што ги викам, 2 реда за гледачи и да се симне оградата и да се поставуваат столчињата. Па има работа. Тоа не е така баш едноставна работа. Слушай, сега ја од моја гледна точка ќе кажам, очекувам таму на новата трибина и простор за новинарите, камерманите. Да, има простори за камермани, за снимањето таму. Има еден мал дел така како ложа со 20 фотели. Па мислам, па мислам дека ќе биде коректна трибината и ова одзади ова покриена. Тревнатиот простор е направен. Да се заврши трибината треба да се дореди уште тие 2 метра кои што се резервните играчи. Сега не може да се нареди таа подлога бидејќи се работи, че се оштети. Сега позад гол е баш денес тој простор што не е поставен се ора, се фрезира и че се сади трава. Прва лига како ќе биде до година? Па прва лига е прва лига, знаеме. Малку повисоко ниво. Малку повеќе? Да. Ние направивме некои анализи, некој буџет скромен се обезбеди. Амбициите се опстанок во првата лига, бидејќи после толку години не може. Клубот треба да прво да го стабилизираме на тоа ниво. Нашите амбиции се тиквеш да остане у прва лига. Значи да не правиме влези и излези. Да, не, никако. Значи сите сме ангажирани за тоа, со цел тиквеш да остане у првата лига, да го стабилизираме клубот, па отом потом. Па мислам дека ние прибидејќи 80% од косторот на екипата остана го задржавме и со 4-5 прволигашки засилувања јас сум убеден. Не може да кажеме точно убеден, него мислам дека таа екипа ќе успее да задржи една средина, да биде над нивото на испаѓање и дека и тиквеш и наредната сезона ќе игра во прва лига. Морам да те прашам, годинава заради пандемијата трибините останаа празни. До година во прва лига, ако даде Господ да има публика на стадионот, јас мислам дека друга песна ќе пеат и играчите и сите останат. Па нормално, фудбалот се игра за публика. Ова година цела се изигра без публика и тоа не е тоа, знаеш. Публиката кога ќе дојде стадион да се наполни, да навиваат, на фудбалерите му се крева надможности дават, адреналинот оди нагоре. Тој ако сигурно ќе даде тоа што може дупла повеќе кога ќе има публика, кога ќе навива.
ќе даде се од себе, ќе се бори. И фудбал, и секој еден спорт се игра за публика, не се игра за празни трибини. Не е филингот пред празни трибини да се игра. Овој народ сака да гледа, исто така и играчи сакаат да ги гледа, да ги бодрат. И мислам дека оваа година ќе се дозволи да се игра пред полни трибини. Јас верувам дека Кавадарци е желен за фудбал, тоа го докаже и на прославата и за 30 години од Лозарите кога славија многу добар пречек, многу добра организација на дечките. Може да кажам едно браво за тие кои го организира и водачите на групата и дека градот Кавадарци, ако биде овозможено да се гледа со публика, дека трибините во Кавадар ќе бидат полни и Тиквиш ќе игра пред полни трибини и нема да се посрамоти во првата лига. Миле, спомна дека косторот на екипата го задржавте. Јас ке се обидам, ако сгрешам нешто, па исправајме. Симе Христов и Едис Пахију останаа во клубот, Да. Значи напаѓачите ги задржавме. Средниот ред Наумовски, Лјамчевски, Наумчевски исто така на некој начин го задржавте. Да. Го задржавте голман Столе Димитриевски. Ако ги спомнам кавадарчаните, Сите. Делов, Вареловски, Мојсов, што знам, Ризов, Петковски, Сите. буквално добра конституција. Да. Што е тоа што сега, например, еве, од твоја гледна точка, му фали, па после ќе се навратиме на друго нешто, од играчкиот кадар. Нели, прва лига мора да имаме барем двајца квалитетни на секоја позиција. Па сега да ви кажам, јас не сум стручен толку во таа работа, но стручниот штаб што ги бара од мене поврските, бараме во нападот, бараме крило, бараме шпиц, полушпиц. Работиме и на донесување уште еден голман, квалитетен. Шторперска позиција задржавме и везен играч. Значи 4 до 5 играчи планираме да донесеме и екипата да биде компактна, да може да одговори на прволигашките надпревари. Останува Блажевски на тренерската позиција? Да. Блажевски останува, Џоко Мојсов ќе ја заврши својата кариера и ќе почне да работи като помошник на Блажевски, заедно со Мите Георгиев и со Ацковски, кондиционен тренер од Велес, и Трајче Орешков од Кавадарци. Ја морам да спомнам, Макумина знае дека Мојсов веќе има лиценцата за водење екипи. Да. И ќе се приклучува во тренерските води, да се усовршува и после некој период да се преземе екипа. Знам дека не можеш да одговориш тоа прашање, морам да те прашам. Имаше многу шпекулации дали Дачо Мојсов ќе се врати во Кавадарци. И сега ја мислам дека тоа е сепак негово право. Да. Добро, Дачо е, знаеме, прав професионалец, колку години игра настрана. Тој е малку на повисоко ниво од нас. Ние би го сакале, секако. Кој не би го сакал Дачо Мојсов, но во моментот не сме во можност да го платиме. Тоа е малце повисоките, поскапи играчи. Тој си разгледува можности во странство. Ако не, има понуди и од овие екипи кај што се појаки Шкендја, најме таму и Шкупи. Уште оваа година нека изигра, па од година здравје Тикваш ако стабилизира. Ако не се снајде, портите на Тикваш секој отворени секој за него, да, точно. Кога почнуваме со подготовките за новата сезона? На 23 е прозивката јуни во Кавадарци се стартува со припремите. Екипата ќе тренира тука, ќе се одиграат два напревара пријателски и на 11 треба да се замине во Охрид на 10-дневни припреми. Таму ќе се играат исто така пријателски. На 23 ни идат 4 играчи на проба. Ќе ги проба стручниот штаб, ако некој задоволи, ќе ги задржи. Овој 23 или 23 јуни? Не, овој 23 Мислам јуни. кога доаѓаат 23 со прозивката. со првата прозивка. Да. Ако некој задоволи, ако некој се бара алтернативно решение. Да. Ние преговараме со играчи, но
уште нема ништо конкретно договорено. Бидејќи сите чекаат странство, знаеш, кај нас какво е странство. Добро, па и овие што на некој начин испадна од првата лига, вклучувајќи ги Силекс Беласица, може да се земе некој квалитетен играч за тој. Преговараме, работиме, тоа малце не е лесна работа, знаеш, секој играч чека последен момент, но во преговори сме со доста играчи, па ќе видиме на крајот што ќе земе. Важно, мора да се донесат 4 до 5 силувања. Спомна на почетокот дека колку толку финансиите се обезбедени. Па бевме на разговор во општината со градоначалникот, со председателот на советот. Одреден еден буџет кој што мислам дека е задоволувачки за да се обезбеди опстанок. И по тој основ што ни го одобри градоначалникот и председателот на советот, ние ја правиме конструкцијата за нареден сезон. И сега морам да те прашам, првенството почува кога? На 8 август. Не е сигурно, но така е најавата. Дали до 8 август стадионот ќе биде тип-топ? Не знам. Пак ке речеш не знаеш. Не знам ништо, не знам што да одговорам. И самите инвеститори не знаат. Оно се работи, секој ден се работи. Зависи и времето, кога врни многу не може да работат, не може да става циментот да поточува. Јас сум уверен дека ќе биде во брзо време. Па мислам да може да се постави случаи. Ќе почнат сега на овој стариот дел, овој покриениот, се прават подлогите, има направено едно 70%, сега ќе почнат да се местат и случаите да се редат. Ќе се работи нон-стоп и да не се работи, че може да седат на таа трибина, да не е завршена. Ќе се дозволи да се седат. Дали има промени во управата на клубот? Моментално нема, но ќе има. Бидејќи Тикве се трансформира во АД. Ќе има акционери, сето тоа се работи. Сега ги завршуваме финалните работи, документации, ќе се свика собрание и ќе се одлучи кои фирми ќе влезат во акционерско друштво. Денеска сме 14. Да. Подготовката почнува за 9 дена. Да. Само да им укажеме на одредени структури дека се работи секојдневно во клубот, значи без разлика дали се тоа договарање со фудбалери, инспекција на стадионот, до каде работа, што, како, организирање на подготовки, еве, спомна во Охрид ке се води на подготовки годинава. Значи, буквално секојдневно се работи. Дали има Миле Масларков, онака, слободно време, лично за себе? Нема. Сега најнего работи имаме. Ние 2 дена што по прославата почнавме да работиме. Се бараат играчи, се разговараат, се спремаат документациите, се работи на терен, се обезбедуваат, се оди припреми да се обезбедат, финансиите се спремаат. Нема време за одмор. Сега е и нема време, бидејќи 23 почнуваме со припреми. Мора се да биде спремно, мора се да биде тип-топ направено за да имаме визија како што и понатаму. Миле, баш ева да им одговориме на сите. Како ти, екстра коментар, репрезентативец, се снајде во фудбал? Зборувам за оние почетоци, буквално пред 3 години кога почна. Точно. Јас во фудбалот сега јас не го познавам фудбалот. Мислам фудбалерите тие дел спорт. Но организациониот превидејќи го знам. Превидејќи бев 7 години председател на женски ракомет и 3 години бев директор спортски во ракометниот клуб Југ Скопје. Кога игравме 3 години во Европа. Организацијата, менаџирањето е исто сега. Но малку потешко беше со фудбалерите, но со текот на времето се учи се. Контактите, пријателите, слушаш, примаш, одиш, работиш, сето се учи. И за 3 години мислам дека доста многу навлегов во фудбал, што сега дури да ти кажам и кога ќе ми речат за ракометот, не ме влече туку во фудбалот да влезе. Ова намерно го спомнувам бидејќи знаеш она, кога ќе изгуби екипата, кој е крив? Тренерот, председателот,
Не играат тие фудбал, играат играчите сепак од една гледна точка меѓутоа. И нас стално е председателот крив. Првиот човек се кажа мета. Па мора да бидиш на мета. Ако го примам, го прифаќам сето тоа и работам. Ако нема одговарам, јас отворен, транспарентен и одма јас ќе си заминам. Јас го и на Митко Јанчев, граначанкот, му го кажа форма тоа кога напна да ме мења. Знаеме породи што како. Јас одма отидов и му реков, нема проблем, чим су ја пречката во фудбалот, јас одма си одам. Јас како прво шпекулираат, кажуваат низ градот некои невистини. Јас како председател на управен одбор на градски фудбалски Тиквеш и како председател на Тиквеш не сум платен. Не зимам такви пари како што зборуваат низ градот, што ме напаѓаат. Јас сум вработен во општина Кавадарци и знаеме колку е платата во општина Кавадарци. А како председател на управен одбор и управниот одбор и сите што стану, никој не е на платена функција. Тоа да го знае јавноста, да не ги залажуваат дека пари зимаат лично што се вика. Ние само работиме, го сакаме клубот и сакаме да биде што погоре клубот. Значи јас од 7 години на тој стадион, како ракометар позади беше ракометното играње, заедно трениравме, од 7 години почна да тренирам, бев малку фудбал тренирав, да се вратив во раком, бидејќи фамилијата ми е спортска ракометна фамилија и бев успешен ракометар, може да кажам. Играв во сите клубови во Македонија, не отидов во странство, тоа е моја вина што не отидов. Играв и 6, имам 4 репрезентативни квалификациони направа резервистаците и 3 пријателски. Го скинав мускулот во Киев и завршив таа кариера. Миле, гледаш и фудбал на телевизија? Гледам како не. Пратам нон-стоп. Коментар за Австрија, Македонија? Па, нашите момци изиграа, ја мислам, дадоа максимум на терен. Се изборија, дојдовме. За мене е успехот голем што дојде Македонија на ова Европско првенство. И успех е што игра на Европско. И вчера покажавме дека ни е заслужено тоа што го дојдовме. Бидејќи дечките изиграа. Можеш уште малку да издржаме, но тоа е тоа. Сега поголем капацитет на играчи, поголем број на играчи квалитетни Австрија. Ние сме со помал број такви квалитетни играчи. Они кои правија измените кренаа, ние кога направивме паднавме. Од твоја гледна точка, може би беше грешка што во второто полувреме на некој начин како да се повлековме, како да ги чувавме тие 1-1. Ја не би го рекол тоа така. Не би го рекол тоа така. Измените фактички не ги погодивме. Јас не навлевам у тие работи, но Австрија кога ги направи измените, дадоа 2 гола новите играчи. Токму тие играчи. Кај нас влегоа дечки, се бореа, ама паднав. Дали е тоа неискуството на европско прв пат идеме, но јас сум задоволен од дечките, изиграа, изгинаа. Денеска коментиравме баш на оваа тема една Србија, Црна Гора, Босна, Словенија, не само ова европско, само ние хранатите од екс-ју простори. Па доволно е тоа да го кажем. Кои репрезентации не отидоа, а ние отидовме. Не треба повеќе да збориме тоа. Значи, репрезентацијата оди нагоре. Македонија оди. До сега никогаш не било овака. Се работи, ете. Играчите играат, сите се во клубови надвор од Македонија и тоа играат стандардно. Сега некои не играат, али тие поголем дел играат и даваат максимум. Сега е европско првенство. Замор, нямаме доволен фонд, вајда играчи квалитетни толку да... Но јас пак ќе кажам, Македонија го даде срцето, изигра и на дечките треба да му заблагодари. Ние доволно е што отидовме на европско и не се посрамотивме првата утакмица. Моје видување. Следен противник ни Украина, украинците синоќа за малку ќе изненадеа Холандија, губеа 2-0, изравнија 2-2, примеа гол во последните 5 минути, загубија. Што може да очекуваме на таа средба? Па Украина е светска екипа. Беше прва во групата пред Португалија. Земи тој факт одма кажува дека квалитетна екипа и синоќа го докаже тоа.
брзи, квалитетни играчи, 90 минути игра. Јас сакам да поминеме што подобро, ако може и да не изгубиме, но дечките ќе излезат, ќе дадат максимум и малку и спортска среќа и да се радуваме на првиот бод на Европска. А како ќе биде на првиот надпревар на градска стадион во Кавадарци во првата македонска фудбалска лига? Ако дозволи Светската здравствена организација публика на трибините. Па сигурно ќе биде. Морам да те прашам, бидејќи пак ќе речам добро те познавам, знам како ќе биде тогаш адреналинот кога ќе грмнат трибините. Да. Па ако дозволат, сигурно дека ќе биде полн стадионот. Секој еден граѓанин ќе дојде што го сака фудбал, а Кавадарци го сака спортот, не само фудбал, посебно фудбал, и ракометот, и кошарката, ама посебно фудбал. После толку години да се врати клубот, сите се радосни од старо до младо, гледаме низ чашијата, сите даваат поддршка за фудбалерите, за овој успех и мислам дека екипата ќе изгири на теренот за да ја направи првата победа на овој стадион во прва лига. Миле, оваа пандемиска 2021 некако беше, што знам, ренесансна за кавадаречкиот спорт. Фудбалерите се вратија во прва лига, ракометарите до години и тие ќе играат во Суперлига, кошаркарите вице шампиони на Македонија, имаме и женска екипа во Суперлигата. Едноставно, никош не било вака. Па да ви кажам, значи, ова што се деси оваа година, тоа го заслужува Кавадарци. Бидејќи да се вратиме наназад, си бил ти новинар од стално си, знаеш дека Кавадарци и ракомет, и кошарка, и фудбал стално бил во прва лига и во средината и играл прволигашки утакмици. После тој период, некој период кога паднаа сите спортови, тоа се падна, бидејќи имавме градоначалници кои што не се интересираа за спорт, не обрнува внимание. Но со доаѓањето на Митко Јанчев, јас мислам, и не мислам, тоа е факт, и тоа е така. Голем борец, голем човек кој што помогна во спортот, одвои средства од буџетот, одвои средства од фирмите да се помогне и за тоа овој успех се направи во градот. Гледате, треба мал период за да се врати секако што треба. За 3 години се дојде на своје место. Но да не се брза. Да не бараме преку леп погаче, што Тоа го зборам ја цело време. Не можеш кој ноќ да бидиш ти нешто што не си бил. Скала по скала се оди надолу. Еве ние, за третата година успеавме да влеземе. Сега ни треба стабилен прволигаш, првата година да обстанеме, втората, па после ако има амбиција, ако има акционери, ако се јави и спонзор, ние бараме и спонзор да дојде, да се работи, па и зошто не догледно време тикваш во Европа. Го заслужува тоа градот. Масларков, јас ќе ти се заблагодарам, ние како спортска редакција ќе го следиме нели сето она што се случува со фудбалскиот клуб Тикваш. Се гледаме на првата прозивка на 23-ти. Обавезно. Така? Да. А вие, драги мои, ова беше првото издание во новото руво на емисијата Спортодром. Во име на спортската редакција ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Поздрав до Миле Масларков, поздрав до ГФК Тиквеш, поздрав до фудбалерите и се надевам и наредната сезона ќе не радува така како што не радува годинава. Само може да кажам на крајот. Сакам да кажам благодарност до вашата телевизија, благодарност голема до градоначалникот, до председател на Совет, до советниците, до градот Кавадарци, до навивачката група Лозари, до сите љубители на спортот, што ни даваа поддршка, што не поддржува и верува во нас, и тоа ние го исполнивме и очекувам во понатамошната борба во прва лига иста поддршка да ја имаме од сите овие луѓе, од сите овие структури и Тиквеш да му се одложи на ист начин со опстанок во прва лига. Миле Масларков никогаш волку не зборел, наискрено да ви кажам. Затоа и јас ќе го одморам, а вие останете во добро здравје и во добра мисла.